Dragi prijatelji, ovaka noćeska prostite što sam pijamana, 3 časoti 20 minuti ko počnemo моето видео враќање. Се задржа долго гледајќи 3 видеа. Првото беше многу кратко со лидерот на Интегра господин Тупчо Рисовски. Второто беше со лидерот на Трета, господин Тупчо Палевски. Третиот беше емисијата во Центар, каде гостуваше господин Ивица Коневски, поранешен градоначалник на општина Едро. Но пред да започнам со анализа на македонската политичка сцена, мора да започнам прво што е оно главно во светот, тоа е со светската политичка сцена. Поточно оно што се случи во САД, на што не се надеваат демократите, а и беше последна можност да идат до крај со своите планови. Зашто се работи? Денеска Конгресот на САД одлучи да не му изгласа импичмент, значи повтор пат, на веќе пронешниот председател Доналд Трамп. Тоа веднаш се забележа и по реакцијата на медиумите во САД, како Вашингтон Пост и други, почна јавно да открива што правеле демократите за време на последните председателски избори. Поточно почна да ги потврдуваат бројите на пронешниот председател Доналд Трамп. Тука не треба да се заборави дека не имаше најмногу гласови досега на било кој председателски кандидат кој се борел за втор мандат, значи беа реални, 74 милиона, и буквално се потврдува неговото тврдење за масовна кражба на гласовите на последните председателски избори во САД. Значи, со тоа што он ќе има можност за 4 години да се кандидира, значи 2024 за повторно за председател, да прашам дали ќе дојде до тоа, бидејќи он и самиот најавуваше дека Бајден до 21 март ќе замине од власт, од причина што он веќе има формирани негови садбеници, тоа е групата Гама, мислам дека се вика, простите ако грешам. И најверојатно сега ќе почнат републиканците и неговите поддржувачи да добијат сила. Значи, не е исклучено и граѓанска војна. Зошто? Не поради Трамп што не е избран или кражбата. Токму поради немоќта што со коронавирусот, со кој се сруши Трамп, а за жал страда и цело светско население, многу има смртни случаи, заразени и така натаму. Значи, тоа беше дело на длабоката држава, но и на Кина. И тука се приигра. Значи, до економски колапс се донесол САД и нормално тука, че има економски воење, а Бајден прво не ќе може да владе, поради сенилноста, други владеа место него, тоа е факт. Не случајно и чак и обојна или црнкиња поставена за него, за подпредседател на САД. Значи, само пресод граѓанска војна, не поради тоа што Трамп не е избран, него поради економскиот колапс кој ќе се отразнат. И од друга причина, Бајден мораше хитно да бара да се продолжи договорот со Руската Федерација, со договорот Старт 3 за нуклеарно или стратешко нуклеарно наоружување, значи тоа е кој летат ракети на 10 километра, значи се случува зборува за една немоќ. Значи, хегемонијата на САД завршува, а со завршува и поддршката на нивните, како да ги наречеш, не пиони, марионети на власт, како што се Вучич, Кенес, Зоран Заев, кои се донесени со длабоката држава, го издржа Трамп, кој не ги закачкаше, но сега нивните опозициони сили во самите земји
подпомогнати од Русија, сигурно и од Кина, ќе се обидат да ги тргнат, бидејќи и ќе пречат. Значи, нивната задача е завршена, а знаеме, секоја голема сила, особено разузнавачки агенции кои што КГБ, ЦИА и така натаму, не оставаат следоци, значи не оставаат уста што зборуваат. Тоа го почувствува и нашиот покоен Трајковски, Џинџич и така натаму. Не би сакал да ковам да не кажеш се, но не би сакал да сум и во нивна коша. Значи, предстојат големи промени на светската политичка сцена, кај што не е исклучен конфликт, особено меѓу Кина и САД. Тоа многу пати повторувам, сега ќе го повторам, тоа го исто ме потврди и руските аналитичари и политиколози. Ево тоа да не кажем, уште кога започна трговската војна што отвори пронешено веќе председател на САД Доналд Трамп со Кина, која јасно укажав дека таа трговска војна ќе заврши со еден ивен конфликт. Значи, се тоа ќе влијае и на оно што ќе се случува во Македонија. Во тие причини, полека се подготвуваат играчите и на таа страна, и во Македонија, и во Србија, да се направат бунтови. Тоа го прават и во Косово вчера, веќе е вчера, нели? Софтверски систем открил исто Македонија. Значи, се наметнуваат едни хаоси на Балканот. Значи, нема пардон ни за Косово, ни за Србија, ни за Македонија. Но да ги оставиме Србија и Косово на нивните, инаку малку трагикомична беше предавањето на вакцините, ја не знам зашто ги општи пример Заев, но тоа не е проблем. Прво не се дадало си 8.000 ветини вакцини, наводно на 2 пати ќе се даде, а втора причина знаеме дека Pfizerovата вакцина треба да стои на минус 70 степени, а донесена е комбија, и колку се исправни тие 4600, мислам дека беа вакцини, 5, не е важно колку се, многу малку се. И трета работа, требало да се види дека при самата анкета што е водена кај нашите здравствени работници, кои наводно треба први да ја примат, само 20% од нив има џелба да ја примат или ќе дозволат, а знаеме дека тоа е доброволно. И не знам зашто опште се набуваше вакцина што е експериментална. Тоа е Pfizerovата вакцина. Но тоа е веројатно да се замолчи и лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, кој малумно бараше вакцини, а единствена вакцина безбедна е руската. Факт е дека кинеската нема последици големи, и нема последици, но нема и ефекти, да се разбереме. А руската вакцина, да се знае, поради НАТО и западните партнери, не сме пример да ги набави, за разлика што направи Србија не е во НАТО и затоа се набави руска и кинеска вакцина. Значи, од тие причини тоа е голема грешка што е набавена уште вакцината. Но да тргнеме понатаму, оно што се почна да се случува, тоа се случува македонска пролет. Иако е зима, али се случува. Прво би сакал да го искоментирам краткото видео на Љупчо Ристовски, господин Љупчо Ристовски, мислам, он е председател на Интегра, доста патриотско кратко видео даде, кој го постирав и во мојата група Потомци на Филип II и во мојата група Хороскоп Кренички. За разлика, например, од Хороскоп Кренички, групата Потомци, во групата Потомци на Филип II, значи на античките македонци, може да постира секој македонец, а додека во другата група не ми е јавно, тоа е моја група Хороскоп Кренички, која има и највеќе, скоро 9000, имаше нешто над 11, не знам зашто 2000 некој, дали Google, дали некој по наредба ги изврша, но тоа е најмалку што сега. Друго беше мувет. Значи, буквално се оно што реков, ретрониот Меркур ќе предизвика секаде бунтови на народ, освестување, будење.
То се случва и во Австрија, и во Германија, поради страшните мерки, може да се наречат фашистички, со затварање, карантини. Еве, кај нас почна будење политичко. Тоа го најави прво видеото господин Љупчо Ритовски, ви реков што е постирано, но многу поинтересно видео е, да не ме разбере погрешно господин Љупчо Ритовски, видеото на Инфомакс, поточно видео што го води господин Љупчо Палевски. Зашто е поинтересно? Тука се изнесуваат многу податоци и тврдења, кои вреди да се погледат, но долго мене ми одзема многу време, бидејќи беше над час и 50 минути, скоро значи 2 часа. Треба внимателно се гледа, каде упорно се тврди дека 27 април го организирал Мијалков, Сашо Мијалков, и дека позадите стоат и други структури, но и можноста со самото незаконско бирање тогаш на таа афери да се буквално да се поништи и уставот, да падне се во вода. Но потом, тука се изнесуваат многу податоци интересни. Не би сакал да коментирам, сакам сами да ги видите, но што е најинтересно, господин Љупчо Палевски најавува дека неговото движење Трета ќе помине во партија, но исто така најавува дека од денеска понеделник, значи се уште сме, но денот е пред нас, да почнува македонската офанзива. Он тука јасно укажува дека со Македонија владеа малцинства, дека македонскиот народ во соседната куќа е подстанар. Неприметно, али секаде нагласува кои се властите. Тоа го кажува за Врушевски и се го спомнува за Васко Ефтов, господин Васко Ефтов, кој води мисијата во Центар. Значи, јасно кажува дека македончето, вика, ако треба и офанзива ќе почне, значи, не е исклучено и конфликти. И сега не знам колку е сето тоа паметно да се чека со избори. Ја мислам дека за да има мир у куќа, најпаметно е да се распушти парламентот по премирање и да дојде до избори. Воспротивно, неминуна граѓанска војна во Македонија ако се чекат. Интересни подаци изнесува господин Палевски, се согласувам со многу од нив, скоро со 80%. Но тука ја многу пати сум кажал дека во Македонија нема македонска партија, да се разбереме. Двете големи партии се две влашки лоби, ја инсимно капаат тоа на властта не ги забележувам. Значи, нити ВМРО без разлика што го носи префиксот, јас сум против да било која партија носи префикс ВМРО, а самата Демократска партија за национално единство досега немала македонец лидер, што е трагикомично. И тука јасно укажува на многу недостатоци дека не се со вистински македонски партии. Значи, кој што реков, за да се формира партија, треба да има македонски олигарси, значи луѓе со пари. Тука е проблемот што со формирањето на Трета, Љупчо Палевски како македонец има пари. Значи не е голем олигар, но е бизнисмен. А за доаѓање на власт за една партија повеќе од 200.000 евра не треба, зборувам за кампањи. За почеток, ако ќе се дојде нормална на власт или кој ќе се влезе во парламент, се формираат и општински и платежни општински комитети, се повеќе си да надел. Значи он, ако ја формира партијава, факт е дека не е баш многу добар говорник, он е добар за дебатни емисии, ќе мора да најде оратор за тие негови, но ќе биде голема, да не кажам, закана и за СДСМ и за ВМРО, бидејќи и кредибилитетот на ВМРО да помане намален, особено поради нивниот лидер Христијан Мицковски. Кога зборам за кредибилитетот на Христијан Мицковски, за тоа зборува
во емисијата Центар на господин Васко Ефтов, кој е квази македонец, му рекова, тоа го потврди индиректно вечерва и Љупчо Палевски во неговата емисија. Значи не е срамно да кажеш што си, него е срамно да се срамеш од оно што си. Значи му беше гостин Ивица Коневски во Центар, кој Васко Ефтов кој ќе му дојде македонец во гостин, гледа малку се потмеа со него да се исмеа. Тоа се случи вечерва и со Ивица Коневски. Но он премолча, многу интелигентно човекот, и каже една интересна работа, дека единствено Мицковски до сега од сите политичари, кој иако не бил на власт, има минус 70% негативен рейтинг. Единствено може да му конкурира, но и тоа што бил на власт, тоа Бранко Царенковски, кој имал минус 64 2013 на локалните избори. Значи Мицковски го надминал и него, иако никогаш не бил на власт. А тоа е причината, ја многу пати кажувам, Заев дека е злосторник, да, го смени името. Ама поголем злосторник ќе каже секој од него е за мене Христијан Мицковски. Бидејќи Христијан Мицковски е соученици. Заев можеби немаше да стане злосторник ако Христијан Мицковски не му држеше грбот. Значи не му ја држеше сенката. Он не направи ниту еден протест. Нити кога се минуваше името, нити кога се подпишуваше договорите, ништо. Си правеше прошетки и екскурзии низ Македонија. Протести се прават пред собрание и пред влада, се знае. Значи, а интересен е па друг фактот. Ако сега дојде до смена на Христијан Мицковски, кој се планира со воредниот конгрес на 28 март, прашање кого ќе постават. Зашто ја кажав отворено дека не гледам ниеден на личност која би можела да го замени Христијан, без разлика што е толку лош, но не гледам ни дека ВМРО ќе дојде на власт, дека не се најде вистинска личност. Например, во емисијата во Центар се спомна интересен факт што не сум го знаел, а ме изненади за Антонио Милошевски, дека во Германија бил фатен или имал пресуда за некоја кражба. Наводно била ситна кражба, не навлегувам во тоа, и за фалсификат. Тоа малку изненади, мора да кажам. Тука и Николовски се спомна како негативен, или можна замена за Христијан, а Ивица Коневски каже дека тоа иста мантра, така да вистинските члени на ВМРО треба да размислят, да се најдат лидер. Да не заборавам исто така Палевски, значи господин Палевски во своето обраќање во емисијата во Инфомакс јасно кажа, но оние што се правеа патриоти, а тоа е Каркамишева, Давкова, така дека буквално не се македонци, како ни велешкото ловче, шареното велешко ловче, господинот Апосиев, кој глуми. И интересна работа се објасни со законот, што требаше да се донесе без што го предложи. Наводно прво дека Заев да се извлече, а Апосиев влегува со 1200 амандмани да го извлече Заев, да не се донесе законот, а без се бараше во личните карти да се пишуваат националности. Значи, а македонецот, значи албанецот ќе се пише албанец лав, а македонецот ќе се пише со косат црта. Тоа ќе предизвикаше гнев и паѓање на многу глави. И сега се избегне опште донесување на тој закон, само да се Апосиев, лажното квази македонче или велешкото ловче, поднесе 1200 амандмани. Интересна работа Палевски изнесе, нека прости што никој нема да го нарече господин, не дека не, него не сакајќи, изнесе податок кој се формирале, бойкотирам, тој истиот
тој листо Велешко Влашча Пасиев барал место македонски народ се стаи граѓани на Република Македонија. Значи, автоматски си го покажал потеклото. И многу трагично беше смешно неговото доаѓање на со велосипед пред собрание. Си викам дали штеди, таа нормално, Влашко Совина и добра да се биде домаќин и глуми народен пратеник. Мислам, тоа е човек што фрлал бомби, мислам бомби не класични, го шарени бомби, броз институции рушил, не може да биде пратеник за мене. Без разлика колку лоша таа власт било. Размислите, гледнете ги добро, има интересни, но ме му советувам на премиерот за да се избегне граѓанската војна, гужвата, формирање, се тоа, парламентот да се распушти, нови избори, никакви пописи оваа година. Зашто ќе предизвика граѓанска војна, паѓање на многу глави, паѓање на невини жртви. Во моментот Македонија, опозицијата, народот нема лидер. А најлошо е ако народ стане кај што нема лидер. Ќе ти влезе дома, ќе ти земе се што има, ќе ти скине главата и на тебе се до коревка. И нема да кажа, нема да имате кого да обтужите кога нема лидер. Нема кој да се осуди. Паметува време за предвремени избори, па кој како се снајде. Но вака не може. Премиерот треба да заборави дека во моментот е актуелен премиер, но колку е премиер, тоа е прашање, бидејќи има врзан потпис со Груби. Значи, единствен начин да се зачува мирот се заеднички избори, локални и парламентарни. Тоа е мој совет. И како сакате, Господо, драги пријатели, на сите ви посакувам убав сон и убава престојна недела. И внимателно, значи, се моето обраќање, погледнете ги видеата, ќе имате и моите групи, а двете видеа ги имате и на YouTube. Не знам дали видеото од господинот Лупчо Рисовско интегра е постирано на YouTube, но значи и тие три видеа имате постирано во моите две групи, реков, Филип II и во групата Хороскоп Кренички. Добар сон, добра ноќ и убава престојна недела.